Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Дали беше исправна одлуката на централните власти за почеток на новата учебна година со физичко присуство на учениците? Ова е прашањето за кое ќе дискутираме вечерва во 360 степени 2,5 недели по стартот на годината. Дилемата дополнително доби на специфична тежина откако неделава народниот правобранител излезе со укажување за зачестени јавувања и поплаки од родители за нецелосно спроведување на протоколите, за долго време трајање на наставниот ден и часовите, период во кој учениците мора да носат маска и да се изложени на провев поради постојано проветрување на училниците, за паралелки со голем број ученици, неопремени тоалети, недостаток на хигиенски и дезинфекцијски средства. Ова не е единствената тема на која деновиве стигнуваат критики на адреса на министерката за образование и наука Мила Царовска. Подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски се закани на Царовска дека по падот на власта таа, како што вели, прва ќе оди во затвор зашто без закон вовела дигитални учебници за прво и за четврто одделение. Министерката Царовска е гостинка во 360 степени вечерва заедно со Васка Бајрамовска-Мустава, државен советник кај народниот правобранител. Бидете со Алсат, дебатата почнува за кратко. Гледате 360 степени. Начинот на кој се спроведува наставата со физичко присуство во новата учебна година, прашањето за учебниците, особено од така наречените дигитални за прво и за четврто одделение, како и образовните и личните асистенти за децата на кои им се потребни, се темите за кои вечерва ќе разговараме со министерката за образование и наука Мила Царовска. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добре најдов. И Васка Бајрамовска-Мустафа, државен советник кај народниот правобранител, инаку доскоро заменик народен правобранител, предложена сте повторно, така? Добро вечер, добро ве најдов. Да, навистина. Повтор пат сум предложена, но за тоа веројатно по изборите ќе треба собранието да се изјасни. Би било логично веројатно прво да разговараме за проблемите на кои посочи народниот правобранител при спроведувањето на протоколите за настава со физичко присуство, но јас ќе почнам Царовска со заканата која што до вас ја упати подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, ваш колега од опозицијската партија, вели Царовска ќе биде прва што ќе оди во затвор по падот на власта, вели, затоа што воведе дигитални учебници за прво и четврто одделение без за тоа да има законска основа. Како одговарате на ова? Па заплашувањето, заканите, блокадите од ВМРО ДПМН не ми се непознати, ниту се случуваат прв пат. Јас единствено ќе укажам на тоа дека дигиталните учебници се дигитални материјали за учење. И тие се согласно позитивните законски прописи кои што денеска се на сила. И ние како Министерство за образование и наука заедно со Бирото за развој на образование ги подготвивме и тие се во интерес на учениците и се спуштени во настава. Но секако јас би посочила дека воопшто не мораме да чекаме да завршат изборите, ниту да замине оваа власт. Мислам дека сите институции кои што се од правосудниот систем денеска може да дојдат да ги побараат сите информации во Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образование и да видиме кои се шпекулациите кои што Александар Николовски... Што е со оспорувањето на законската основа за воведување на вакви учебници? Тој мора да го каже тоа. Сепак јас како министерка не би можела да кажам што е тоа што тој го посочува. Вие сметате дека има законска основа? Законска основа за поставување на материјали за учење за дигитални учебници или дигитални материјали за учење по нови наставни програми кои што се воведуваат оваа година има. Претпоставувам дека Николовски мисли на следново. Пролетта до парламентот доставивте предлог закон за учебници, нов предлог закон за учебници. Некаде летото го повлековте. Така е. Зошто? Прашањето би било ова. Ако немало потреба од законски измени, зошто тогаш предлагавте нов закон? Ако се тоа можело да се уреди врз основа на актуелните закони. Претпоставувам дека тоа е тезата на која што почива оваа негова закон. Дигиталните материјали за учење се дигитални за материјали за учење и тие ги имаме и недигитални. Имаме и материјали кои што се спуштаат во друг тип на верзија до училиштата за предмети за кои што нема учебник. Така да тие се познати во системот. Новиот закон за учебници не единствено се предложи за да може да се воспостави систем на дигитални учебници, туку за да можеме да ги прекинеме
голем дел од оние ексклузивни договори кои што во моментов постојат и за кои што сите ние со години дискутираме и сега конечно се нуди законско решение кој што ќе направи либерализација на пазарот и ќе обезбеди квалитет за прв пат на учебниците, тоа е една работа, а втората работа зошто имаме ваков закон е заради постапките и на одобрување и да осовремениме еден процес кој што бил, да речеме, и позастарен, но исто така и не давал ширина за тоа што се значи учебник и што се тоа значи материјал за учење. Вие не се плашите дека сте направиле нешто што е нелегално? Апсолутно не, затоа повикувам сите институции, не мора да чека да падне власта. Добре, дојде ни се секој ден и нека ги превземат сите Ке сакам документи. малку и за содржината на дел од тие учебници, бидејќи има укажувања во јавноста за тука и таму некои елементи, но да ја вклучиме и госпоѓа Бајрамовска Мустафа. Во вашата реакција, која што беше прилично обсежна и детална, меѓу другото во овој дел за учебниците ќе кажете, јас ќе цитирам, недостаток на учебници за голем број ученици. А и оние ученици кои имаат добиени учебници, тие се со крајно лош квалитет и дотраени, скинати и шкртани без сите страници. Во овој контекст, особен проблем со кој се соочуваат четврто одделенците е тоа што според новата концепција тие немаат хартиени учебници, туку само учебници кои многу тешко може да бидат поставени на одреден електронски уред, па потоа правите елаборација за тоа зошто е сето тоа тешко. Прво јас сакам да ве прашам, што значи недостаток на учебници за голем број ученици? Имате ли некаква квантификација на оваа ваша оценка? Да, имаме и проблемот со образованието не е сега, мислам, не е апострофирано страна на народниот правобранител со почетокот на учебната година. Напротив, и во текот на минатата учебна година, кога беше дел со физичко образование, физичко присуство на учениците, дел онлайн настава, каде што направивме опсежно истражување. Целото истражување е доставено до Министерството за образование и наука со презентирање на секое училиште, и основно и средно, во смисла на тоа колку деца можеа физички да следат настава, кои беа бариерите и предизвиците во следењето на наставата. Колку деца следеа онлайн настава, кои беа предизвиците и проблемите во следењето на една квалитетна. Дали може конкретно за ова за што ве прашам, Да. за учебниците ве молам? За учебниците ќе зборуваме и за другите имаме аспекти и сега. представки кај народниот правобранител доставено од родители, имаме и реакции секојдневно на телефон каде што се јавуваат родители, се јавуваат заинтересирани, кажуваат. Што значи недостаток на учебници за голем број ученици? Тоа сакав да. Да, голем број од училиштата во државата се уште ги немаат обезбедено учебниците. Голем број ученици одат на училиште без обезбедено учебно помагало. Законот за учебници за основно и средно образование е јасен, дека учебникот представува основно наставно средство и дека со почетокот на учебната година учениците ги добиваат учебниците. Меѓутоа, за жал, не секој дете, а треба да биде така, си замина после првиот ден од училиште со потребните учебници за следење на настава. Царовски, имате увид во ова што го зборува Бајрамовска? Морам да истакнам дека да, народниот правобранител има надлежност да собира представки, но ние имаме надлежност да директно следиме што се случува во образовниот систем и да тој го подобруваме во континуитет. Во изминатите 7 години може да кажам дека достава на учебници се правеше во најголем дел од времето во второто полугодие. И печатање на учебници од Министерството и набавка на откуп на учебници за оние кои што се со ексклузивни договори. Оваа година се беше на време и учебниците и од откуп и од печатање беа спуштени во училиштата на 1 септември согласно бројот на побарани учебници од страна на училиштата во посебен софтвер. Што велат дека немаат учебници? Можеби станува збор за предмет поедин каде што нема учебник и тие нема да го добијат заради тоа што не е произведен 7, 8 одделение има повлечени учебници сево. И тоа е систем кој што си работел со години позадински, неквалитетно и не биле доставувани на време учебниците ни по соодветниот број, а сепак имаме ние увид во Министерството дека се печатело со години во полн потенцијал или совкупниот број на тираж потребен за учебници, а сепак училиштата во даден момент алармираат дека немаат доволен број на учебници. Учебниците во нашата држава согласно закон на трето одделение не се печатат секоја година и тоа е во законското решение. Се печати број на потребни учебници побарани од училиштата. Код Министерството, и тоа е завршено, уште во август месец се спуштени
25 август беше последниот рок, 1 септември дистрибуирани. Госпоѓо Бајрамовска, можеби нема да да повелете. Не, во овој случај очигледно дека треба да ги ангажирате вашите инспекцијски служби за да утврдат во која насока, каде се учебниците за кои што велите дека благовремено се доставени до надлежните училишта на нивно барање, бидејќи одговорно тврдам дека имаме поплаки од граѓани кои што кажуваат дека нивните деца нема добиено учебници. Имаме јавувања од граѓани и имаме невладини организации кои што работат на полето на образованието и барат интервенција од народниот правобранител, укажувајќи дека особено во помалите места надвор од Скопје и руралните места учениците учат и во катастрофални услови и без учебници. Јас целосно со вас се согласувам дека сигурно ќе има различни поплаки за огромниот систем кој што го менаџираме. Но дека Министерството за образование и наука за прв пат оваа година на 1 септември ги дистрибуираше сите побарани учебници, меѓу кои и за прво сосема нови учебници и за четврто сосема нови дигитални учебници, да не забораваме дека и пред 1 септември беа спуштени 3300 таблети согласно барањата на општините, затоа што ние не сме тие кои што директно имаме увид долу, затоа што надлежноста е на општината, секогаш сме во координација со општината во потврдување на потребната бројка. Можеби ќе биде добро ако кај народниот правобранител има евиденција за тоа кој реагирал и од каде, да проверите, да видите точно за кој училиште станува збор. Значи, известувањата до Министерството се доставуваат редовно и генерално кога даваме општи препораки за поголема група и кога имаме поединечни случаи. Министерството за образование и наука е редовно известувано за целосна поплака на родител, доставен, од ученик доставен и така натаму со назначување на училиштата, каде што тоа се укажува. Впрочем, ние кога добиваме представките не укажуваме на тоа дека адхок ги прифаќаме работите, ние бараме да се произнесе втората страна да видиме каде е целосната и објективна ситуација во конкретниот случај. Инаку токму доаѓајќи наваму повторно имавме јавување, повторно имаме представки од родители кои што кажуваат еве во делот на дигиталните учебници дека вчера беа принудени да ги копираат учебниците за своите деца. За ова е подтема на оваа тема за која што зборуваме. Прво и четврто одделение според новата концепција тргнаа со нова наставна програма и со нови дигитални учебници. Народниот правобранител укажува меѓу другото дека бидејќи училиштата не обезбедуваат печатени верзии на учебници за четврто и прво одделение, родителите наведуваат дека се принудени самостојно да ги печатат. Вие наведувате дека тоа чини околу 1800 денари за цел комплет од учебници во боја. Да, најпрво би сакала да потенцирам една многу значајна работа. Дека сите ние сме дел од државен систем, како Министерството, така и Народниот правобранител. Државата основна цел која што ја има пред себе, ако сака да го засили својот човечки потенцијал, е да работи во напредување на образовниот систем. Што значи дека секоја институција која што се обидува да работи кон поткопување на одреден систем, не мисли добро на идните генерации. Затоа секоја аргументација... Народниот мислите дека работи контра ова што ви... Не, секоја аргументација е добре дојдена, но таа треба да позади себе стои аргументирано, со анализи, со бројки кои што ќе потпомогнат системот да затвори одредени недостатоци кои што можеби во процесот се појавиле, затоа што јас никогаш не верувам во совршен процес и совршен систем, туку системи кои што континуирано се подобруваат во интерес да стигнеме до одредена повисока цел. Затоа е значајно дека сите оние кои што треба да добијат печатени учебници, а тоа се оние кои што се најранливи, кои што во своите домови немаат електрична енергија, а минатата година видовме дека околу 1200 деца во системот ни беа без електрична енергија, затоа Министерството испечати 20% од вкупниот број на потребни учебници за учениците да може да ги добијат, но и училишните библиотеки да ги имаат кај себе. И сега обезбедивме дигиталните уреди. Се јавуваат луѓе кои што велат дека морале да ги печатат. Ама јас морам само да докажам. За оние кои што немаат дигитален уред, а дома имаат услови да тој дигитален уред се користи, значи имаат електрична енергија, се обезбедија дигитални уреди и дел од Министерството се платени, спуштени на локално ниво, дел од самите локални самоуправи. Ама вие зборувате кои што во апсолутни категории како за сите да се обезбедени. Веројатно имате тука и таму некакви дупки. Затоа велам, нас ни е многу значајно да видиме која е таа општина
која што на родителите кои што имаат потреба не им обезбедила, и тоа ни е многу потребно од народниот правобранител. Ние на дневно ниво ги собираме тие податоци. До нас исто така стигнуваат представи, се јавуваме во општината. Има општина која што испуштила, имаме општина која што свесно калкулирала и така натаму, но е значено да сите заедно работиме во насока да стигнеме до тие деца кои што на вистина немаат. Но да не заборавиме дека имаме и родители од многу добростоечки семејства кои што сега во овој период велат не, јас не сакам да му купам на моето дете дигитален уред, сакам печатен учебник. Јас имам еден апел тука и до институциите кои што следат, и до родителите кои што имаат деца во 4-то оделение. Дигиталните учебници не се едноставна замена на печатениот учебник, ниту па печатениот учебник може да биде замена за дигиталниот учебник. Дигиталниот учебник или дигиталниот материјал за учење е нова алатка за да нашите деца бидат подобро спремни за предизвиците во иднината и за да може да се справат полесно со сите дигитални препреки кои што понатаму ќе стојат. Дигиталната писменост е значајна. Никој не го спори значењето за развојот на образованието на дигиталните учебници. Никој не го спори важноста, не спори важноста од натамошно образование согласно современите трендови. Но од друга страна, она што ние укажуваме како институција народен правобранител и кое што се заснива на аргументи и факти, за кои што Министерството, посебно ќе речам, е добро информирано, имајќи во предвид дека со бројки е укажано со посебни извештаи кои што се доставени министерке до Министерството, лично до кабинетот. Објавени се на нашата веб страна, објавени се и преку медиумите, посебни извештаи од следење на онлайн настана, посебни извештаи од следење на физичкото присуство, посебни извештаи за трансформација на посебните училишта во ресурсни центри. Сето тоа како подготовка, како наша помош, насока на Министерството во подобрување на образовниот систем. Со тоа, каде има слабости, кое училиште, како постапува, кое посебно училиште со кои проблеми се соочува. Значи, во таа насока, заложбата на народниот правобранител за подобрување на образовниот систем е несомнена од аспект на тоа што значи квалитетно и еднакво образование за секој дете. Но, факт е дека дигиталните учебници во смисла како што тоа е предвидено со концепцијата и кој што почна да се практикува од септември оваа година, за жал не стигнаа до сите деца. Ние повторно имаме проблем, значи ви кажувам, пред доаѓање овде, родител доаѓа и лично кажува, ако има потреба и представка вика ќе доставам, дека моето дете е со дигитално образование, јас бев принуден да платам 1700 затоа што сум го знам лицето за печатени материјали, бидејќи не може да се симне уредот. На крај крајва не е обврска министерке на родителот да купи уред за своето дете? Мислам, тука мораме да бидеме на чисто. Господја Бајрамовска дискутира за извештаите кои што беа подготвени минатата година. Не, оваа година. Не. Беа земени во предвид при креирање на сите процеси кои што започнаа оваа година. Минатата учебна година. За минатата учебна година, така е. Сега, она кое што ние до денес го имаме добиено се некои представки кои што се однесуваат многу општо, за општи состојби, а второ е дека имаме за некои специфични училишта каде што немало дезинфекција, па не сакале маски и така натаму. Специфично во кое училиште не е доделено уред на дете кој што требало по системот да му се додели, јас таква представка до денеска од народен правобранител немам добиено, со име и презиме на училиште, со посочување на името на детето и ние тоа си се проверува по постапка и се вика да, ова дете треба да добие уред од државата. Инаку, за подршка на дистрибуција на учебниците не беа одговорни самостојно само родителите. Во секое училиште имаше минимум 2 лица до максимум 7 лица кои што требаше да помогнат во спуштање на учебниците на уредите. И Министерството имаше цел тим на луѓе кои што требаше да ги поддржува овие луѓе во училиштата, што значи дека пирамидален систем се воспостави кој што требаше да биде, сите сметахме, максимално оптеретен за помош. Но, јас ви кажувам дека ние имавме не повеќе од 50 барања за поддршка заради тоа што интуитивна е самата апликација и спуштањето оди едноставно. Се појави проблем кај уреди каде што имаше инсталирано други безбедносни системи кои што требаше во тој момент да се прилагодат на новата апликација. И тоа се направи во еден наврат. Дека секогаш ќе има некој кој што ќе биде нема да му биде едноставно спуштањето, ќе има некој технички проблем. Да, тоа е така, затоа што ние тек како систем се дигитализираме и ова наредната година ќе биде многу едноставно. И тоа се гледа, знаете каде? Сите оние училишта кои што лани беа со физичко присуство,
а тоа беа сите училишта основни, оваа година се прилагодија уште пред да кажеме дека одиме со физичко присуство. А оние кои што не одеа лани со физичко присуство, оваа година им се виде многу тешко, па имавме недела и пол прилагодување на целиот тој систем. Така да сметам дека ова е процес на чекор напред, кој што јас треба да слушам, оди. јас секогаш давам Така, да се заврши нормално мислата. Повеќе. Јас се согласувам дека секогаш ќе има проблем, меѓутоа дека ви доставивме за ланската учебна година еден дел но и со почетокот на учебната година вие добивте нови извештаи, побарајте во вашите служби. Да, ги имам кај мене, но тие се Побарете. многу општи, не специфични по општини, Министерке, ниту специфични по Не училишта. разбирам. Значи вие имате ваши служби што треба да ги истражат тие работи. Не е наша работа да ви кажеме во кое училиште се дадени или не се дадени. Јас можам да ви доставам поединечна представка ако имам од конкретно училиште да ви кажам вака. Ако ќе спроведам истражување, ќе го добиете од институцијата Народен правобранител истражувањето за состојбите во сите училишта генерално. Користете си ги ресурсите малце за да имате сеопфатен увид. Искрено ова ви го кажувам, за да може да знаете како се. Госпоѓо Бајрамовска, на почетокот на дискусијата посочивте дека сте ги испратиле точно училиштата каде што немаат одредени деца таблети. Таква представка немаме. Сега вие ме упатувате на тоа да ги користам моите служби. Јас повторно велам. Јас апсолутно ви ги користам упативме службите. почетокот на емисијата, ви реков дека ви упативме посебен извештај со училишта каде што немаше таблети, каде што немаше. Зборуваме за минатата година, тоа е земено во предвид, нававени се таблетите. И сакате да кажете дека сега сите имаат. За да знаеме да испитаме да следиме, бидејќи не мораме да ги следиме препораките. Според нас, покриеноста е добра со дигитални учебници и дигитални уреди на тие што не може да се купат и со печатени на оние кои што не може да користат дигитални учебници, што укажува на тоа дека нашиот систем во континуитет следи и ги надминува сите предизвици ден за ден, затоа што така е воведувањето на нов систем. При тоа, во резервите на Министерството за образование и наука има уште 7000 таблети кои што не се побарани од нас, од локалните самоуправи и кои што стојат на располагање. Затоа опатувам на соработка и на заедничко градење на еден современ образовен систем. Ако имате директно забелешка за училиште, тоа јас секојдневно имам такви забелешки. И дневно ги решаваме тие случаи, затоа што имате и наставници кои што го бойкотираат, да речеме, потајно процесот и вели, не ви треба, принтајте си. Не е идејата да принтаме. Ако беше за принтање, ќе ги испринтавме, ќе ги доделевме и ќе беше поедноставно. Процесот на дигитализација во образование, значи имање на платформа, која што ја подготвивме и е достапна за да можеме онлайн да учиме. И рековме дигитални учебници, ги подготвивме, тука се треба да ги унапредуваме секој ден и така натаму, за да можеме да стигнеме. Ограничено е времето, сакам и други теми да допреме само пред да одиме на забелешките на Народниот правобранител во делот на тоа како се спроведува наставата со физичко присуство. Сакам да ве прашам за укажувањата кои што може да се видат по социјалните мрежи за делот содржините. Особено укажување има за содржините во учебникот по македонски јазик, мислам дека за четврто одделение има и понови посочувања за тоа дека има несоодветен третман кон родителите, кон мајката и така натаму. Дали ги следите тие забелешки, дали имате комуникација? Не знам дали сте вие одговорни, ама тие што се со авторите, со рецензентите? Да, јас добив информација дека авторката и рецензентите дека заеднички ќе ги преразгледаат согласно реакциите на јавноста, иако тие во прв наврат посочуваат дека тоа се реални ситуации од животот кај некои семејства и дека треба децата да имаат увид и во, да речеме, такви ситуации, но мислам дека рецензентите, бирото и авторката заеднички ќе утврдат скоро што со тој текст да останува, не останува и така натаму. Значи можни се корекции. Видете, зошто е значено да ги следиме сите реакции? Заради тоа што е потребно да го слушнеме гласот на сите оние кои што имаат одреден став, иако тие беа одамна објавени, сепак сега дошле до, да речеме, одредена забелешка и таа треба да се разгледа, да се земе како соодветна и понатаму да се постапи доколку рецензентите и авторот утврда дека тоа потребно. Едно од централните укажувања во таа реакција на омбудсманот беше нецелосно и несоодветно спроведување на протоколите. Вие велите во текот на наставата со физичко присуство, при тоа укажувате на несоодветни тоалети, немање дезинфекцијски и хигиенски средства, дека учениците долго се на настава, дека има паралелки со голем број ученици, при тоа дека затоа што протоколите предвидуваат мора да се проветрува, по отворена врата, отворени прозорци, се жалат и на одредени здравствени проблеми и така натаму. Навистина беше толку голем бројот на јавување представки кои што ги добивте? Да, значи тоа ви го кажувам одговорно, навистина дека секој ден имаме јавување и тоа и на бесплатни
бесплатната телефонска линија, која што дури од тоа прекина да работи, има некаков проблем. Во моментот пред да дојдам овде сакав да прашам докаде е, дали имаме некои нови јавувања, има некој повторно технички проблем, значи секојдневно дури ги користат и телефонските линии што се отворени за јавување за Што сметате вие од ова што го набројав за најакутно, за најпроблематично? Или се е ова според вас? Значи, укажувањето на народниот правобранител кој што го доставивме, ако што уследи подоставената препорака до министерката, сигурно имате добиено на почетокот на учебната година, пред да почне учебната година, доставивме препорака генерално за општите состојби, имајќи ги во предвид предходните посебни извештаи. Во податмошниот период ги следевме состојбите за да видиме како ќе отпочне годината и кога зачестија јавувањата и представките кај народниот правобранител, ги презентиравме сите оние укажувања од страна на загрижени родители и сознание што ги добиваме во соодветен допис до Министерството за образование и наука. Верувам ќе се согласите дека очекувањата дека се ќе биде идеално се нереални. Не, Ако видете. децата од една страна не одат на училиште со физичко присуство, прашање е дали што ќе научат, Ние, како нели? институција народен правобранител, кога беше онлайн наставата, бевме за тоа дека физичкото присуство е незаменливо. Всушност и перцепциите и на самите средношколци, перцепциите на голем број на стручни лица укажуваат на тоа дека физичкото присуство на децата во образование е поинакво за разлика, особено за децата со попреченост. Едно е академското напредување, второ е социализацијата. Бе, разбирам. И токму од тој аспект е се нашите укажувања каде се пропустите во делот на протоколите. Што е тоа што предвидува Законот за заштита на населението од заразни болести, кои мерки ги предвидува, што е од нив превземено во протоколите, што не е превземено во протоколите. Само како конкретен пример, ќе ви посочам. Имаме представка од родител кој што кажува дека неговото дете е дете со попреченост, запишано во основно образование, инклузирано образование и согласно протоколите тоа дете мора да носи заштитна маска. Меѓутоа, согласно Законот за заштита од заразни болести, тоа е категорија на лице кој што е ослободено од носење на, како исклучок од носење на заштитна маска. И сега родителот бара совет од нас како да постапи. Да го испише и да оди онлайн, што нема да биде соодветно за детето, имајќи во предвид и неговата потреба и попреченоста, или пак да остане во средина каде што има 25-30 ученици во еден клас и да може да ја следи наставата со без маска. Од тој аспект укажавме и меѓу другото во нашата препорака дека е потребно и да има усогласување на планот за образование од една страна, кој што е многу јасен и концизен, протоколите со Законот за заштита на населението. Да, прво да ги чуеме вашите одговори на ова, потоа ќе ве прашам, бидејќи омбудсманот излегува со конкретни предлози за да се размисли за промена на скратување на работното форматот на наставата. Да, најпрво би сакала кога дискутираме за генерална состојба да не се обидуваме поедини случаи да представуваат генерална слика. Заради тоа што вакви поединечни случаи се појавуваат и се надминуваат на дневно ниво. Народниот правобранител дошла 1, 2, 5 представки. Школите се соочуваат со 240.000 поединечни приказни. И сите се различни, зашто доаѓаат од различни средини. И училиштата се прилагодуваат и имаме училишта каде што маска на дете со попреченост согласно епидемиологот што на локално ниво действува, му е дозволено да не ја носи. И како затоа ќе се кажувам, затоа велам, си постапило школото заедно со епидемиолошката служба. И тука е многу значајно. Да не ја носи, да не ја носи тоа е маската. работата. Тој нема да ја носи во училиштето. Родителот прашува за сигурноста на здравјето на неговото дете. Тоа дете оди и во продавница, тоа дете оди на игралиште, тоа дете оди на заболекар, тоа дете оди и на лекар и секаде каде што, затоа велиме ние заедно со УНИЦЕФ и со ОЕЦД, училиштата не се надвор од локалните заедници. Училиштата се дел од нашето живење и од нашата локална заедница. Тоа укажува дека ако ги чуваме локалните заедници безбедни, ќе бидат и училиштата безбедни. Оно што е значено е дека епидемиолозите
заедно со Комисијата за заразни болести, во моментов ја следа детално состојбата. Државниот санитарен инспекторат е постојано на терен. Ние имаме дневен извештај од нив колку школи се поминати. Протоколите апсолутно се почитуваат. Ние имаме инцидентни случаи во некои општини каде што минимални се забелешките на инспекторатот по однос на непочитување на некој дел од протоколот, што укажува на засега безбедна состојба во училиштата, а тоа се докажува и со се уште немање на интерна трансмисија на ковид внатре. Се докажува и денеска имаше изјава министерот дека немаме зголемен број на позитивни случаи на деца или сместени во болниците, за разлика од тоа што некои медиуми сакаат да го искарикираат тоа и да го прикажат сосема лажно во медиумите. Затоа е многу значено да ги следиме вистинските бројки, да ги слушаме надлежните институции. Ние не сме надлежни за здравствената состојба, ниту за здравствените протоколи. Исто така и народниот правобранител. Има експерти надлежни за нивното пропишување, но за нивното практикување во Не. целост. Затоа велам, за нивното практикување апсолутно. И затоа велиме, тие се усогласени помеѓу двете институции. Јас искрено бев и на презентација пред да донесеме одлука за физичко присуство. Бев на презентација на Комисијата за заразни болести. Тоа се луѓе што се спремни и се по 30 години во системот. Ги имаат детално која возрастна група е под каков ризик, колкав е процентот за трансмисија можна и така натаму. И тие врз основа на тие бројки ги носат и овие протоколи и одлуките за физичко присуство, а и врз основа на бројки ќе ги носат одлуките дали ќе го променат моделот или не. Јас ве препорачувам народниот правобранител да си побара презентација од Комисија за заразни болести, да оди и да ги види бројките, за да сите заеднички одиме кон одлуки кои што значат од една страна заштита на јавното здравје, но од друга страна обезбедување на правото на учење и образование на секое дете што е неприкосновено право и заштита на менталното здравје и социјализацијата на секое дете во нашата држава. Госпоѓо Бајрамовска, Тоа не е спорно. Тоа не е спорно дека и ние сме за заштита и ние бараме заштита, токму од тој аспект ги доставуваме овие укажувања. Токму од тој аспект ги кажуваме дури и за вас можеби поедини случаи кои што се охрабрија родителите да ги пријавуваат дека има проблеми. Меѓутоа има и такви родители кои што аминуваат да не ги кажуваме имињата на училиштата и имињата на децата за да немаат репресалии по нив. Видете, мораме да бидеме совесни пред нас самите и да кажеме во смисла на тоа дека треба многу посериозно да ги сватиме работите и да испитаме како се случува, што се случува во училиштата. Епидемиолошката состојба е обврска да се следи, ние тоа го кажеме, ги охрабруваме органите тоа да се следи и токму затоа и ние велиме добро што има повеќе модели на водење на настава. И не е народниот правобранител да каже која во моментот треба да се примени. Значи најмалку во тоа се согласува. Имате препорака да се размислува во насока на евентуално Да се скратување. размислува, имајќи ги во предвидено. Меѓутоа тоа не велиме, не е наша одлука. Да, како го аргументирате тоа скратување на часовите, велите, и комбиниран модел? Видете, кога имаме онлайн настава, часот трае 35 минути, ако не се лажам, така беше министерке, така? Онлайн настава за еден час. 30 да траеше. 30 или 35 минути. Да. Со физичко присуство во зависност дали се работи за основно или за средно образование, трае 40 до 45 минути. Повеќе децата се во затворен простор, значи сега пластично ги објаснуваме работите. Децата се во затворен простор со голем број на ученици од 25 најмалку до 30, значи од најмалку 25, особено во градските средини, значи тука ги имаме уште повеќе, каде што дел од нив не смеа да пуштат клими, нели? Заради заштита, ги отвараат повеќе, го користат слободното, убавото време, отвараат прозори и така натаму. Цело време децата мора да носат маски за да бидат заштитени, да следат настава и така натаму. И тие се тука 4, 5, 6 часа во зависност од оделение или 7 часа. И целото тоа време во носењето на маски, тие се ослободени само во време на паузи кога се помеѓу одморите, за да може да ги симнат маските едноставно да продишат и иако и тоа не е гаранција дека навистина не може да не контактираат со деца без носење на маски. Значи самите наставници ви кажувам, имаме јавувања кои што кажуваат ние не можеме да ги контролираме 20 деца, 25, 30 деца дали цело време може да ги носат маските дури кога се надвор со кого се дружат. И токму во таа насока е нашето размислување. Дали не е подобро и побезбедно за децата да имаме физичко присуство во училишта согласно протоколите, со почитување целосно на ваквите протоколи, ако го намалиме
часот на сметка на одморите на децата. Јас не гледам ништо страшно во таа насока и не гледам дека тоа е мешање на народниот правобранител во плановите на министерството или на комисијата. Најмалку е тоа наша надлежност, но наша надлежност е да дадеме насоки, препораки во која насока би можело да се размислува. Јас ќе тргнам од себе, кога се обидувам да коментирам одредена одлука, секогаш се обидувам да ја видам аргументацијата, што секако позади секоја одлука мора да ја има, за да нештото се донесе како такво. Народниот правобранител не ни поставил прашања, можел, ниту нас, ниту на Комисија за заразни болести, зошто часовите во онлайн учење траја 30 и 35 минути и зошто со физичко присуство траат 40 и 45 минути. Со онлайн учење трае 30 и 35 минути заради тоа што изложеноста пред екран во континуитет беше подолга, ако се со 45 минути. За разлика во физичкото присуство, каде што медицинските лица, здравствените власти не утврдуваат дека се зголемува можноста или се зголемува ризикот ако тие се 45 минути, зашто секако се во училница 5 часа секој ден сите работни денови. И дека проветрувањето е најдобар начин заедно со маските за безбедност. Во овие 2,5 недели ние видовме дека е тоа така, затоа што ние имавме надворешен влез на позитивни случаи на деца, кои што немаа интерна трансмисија. Укажува дека и со 45 минути во средно и 40 во основно немаше интерна трансмисија ако се носеа маски и ако проветрувањето траеше како што треба. Дополнително, во текот на одморите ги вадат маските, а здравствените работници повторно не посочуваат дека носењето на маска никако влијае на здравствената состојба на децата. Што значи дека ако само ги следиме инструкциите на експертите, можеме да изградиме држава. Ако секој од нас без да ја знае аргументацијата позади одлуката предлага нешто, тогаш можеме само да дојдеме до шпекулација и еден хаотичен систем во кој што не се следат инструкција токму на надлежните. Јас верувам во тоа дека ова е начинот на кој што ние ќе обезбедиме квалитет во настава, затоа што загубите во учење од минатата учебна и предминатата учебна се огромни и тие ќе се видат како ефект за 15 години од денеска, а како ќе се справуваме со тие предизвици за 15 години во загубите од учење кај нашите деца, треба да направиме план и да се трудиме да ги задржиме училиштата отворени со почитување на дадените протоколи од здравствени власти кои што како знаат што прават и како се справуваат со оваа пандемија, користејќи ги светските, регионалните искуствата од соседните земји. И ако има потреба, тие први ќе посочат на промена на моделот. Не заборавајте дека моето дете е во 4-то одделение со настава дополнителна, со 8 часа во училиште и јас, ако има каков и да е ризик, веројатно прво би реагирала за моето собствено дете, а после и за останатите деца. Да знаете дека брзо помина времето, ајде со завршни во овој случај препораки и констатации. Едно е здравствената состојба да се следи и така треба да биде, мора да се следи здравствената состојба и на децата и мора да ги слушнеме мислењата на стручњаците. Така е. Меѓутоа не можам да верувам дека немате постојана или редовна комуникација со надлежната комисија која што впрочем треба да ви даде информации за тоа што се случува во училиштата, имајќи во предвид дека децата, безбедноста на децата, училиштата, начинот на образование, образовниот систем во целина е надлежност на Министерството за образование и наука. Да постам, со која комисија не сум во редовна комуникација? С Комисијата за заразни болести. Па јас само што посочив дека сме на дневно ниво во координација со комисијата. Јас затоа прашувам. И во таа насока, зарем има лошо во тоа вие да посочувате или како министерство, велам, кога велам вие не ви се обраќам на вас министерки, како министерство, има ли лошо во тоа вие да посочувате на евентуалните информации што ги добивате од надлежни органи кои што имаат за заштита, обврска за заштита и алармирање за состојбите во образованието? Министерството од минатата учебна година, 1 октомври, воведе систем на дневно собирање податоци за секој училиште и за секој ученик. Така? Господјо Бајрамовска. И на дневно ниво добиваме извештај кој што го доставуваме до Комисијата за заразни болести и сме на дневно ниво во координација со Државен санитарен инспекторат и со епидемиолошката служба за да можеме навремено да действуваме. Кој ве информирал дека ние не сме во координација, не знам, но таа е погрешна и лажна информација, затоа што нашите служби на дневно ниво собираат. Образовниот систем, одговорно тврдам дека немал податок за број на ученици
во системот на дневно ниво. Мораме да завршуваме уште по неколку реченици. Не, секако во тој случај ќе завршиме секако. Добро е што имате дневна основа и токму информации на дневна основа за децата, впрочем тоа е обврска на Министерството за образование и наука. Не можеме да кажеме дека тоа е обврска на некој друг. Факт е дека ова обврска и понатаму треба да продолжи со редовно следење и со алармирање за состојбите. Алармирање со барање на одговор што е најдобро за децата. Имајќи во предвид и едно дете да е заразено. Вие велите дека се раководите од мислењето на стручњаците. Во ред и ние го почитуваме мислењето на стручњаците. Тогаш нека знае јавноста дека изборот на моделот или изборот на најдобрата форма на образование ќе зависи тогаш кога Комисијата за заразни болести ќе ви посочи. Две реченици за крај само ве молам. Така, јас би упатила дека за сите нејасноти кои што народниот правобранител ги има во овие процеси на спроведување на нова програма, водење на системот за Министерке, морам да ве прекинам. Нема нејасноти кај народниот правобранител. Зошто така ги концепирате нејасноти за народниот правобранител? Нејасноти за јасни системот. состојбите и од почетокот на воведувањето на новините и од следењето на состојбите. Ние треба да соработуваме како институции, Јас како целосно органи, се а не согласувам. дека има нејасноти. Нејасноти нема. Нејасноти има и тоа се виде во оваа емисија. Гледачите веќе ги потврдија нејаснотиите и тука мислам дека ги надминавме нејаснотиите и затоа е значено да бидеме во координација. Се што имате како прашање, слободно дојдете, обратете се, стоиме на располагање како на медиумите, така на граѓаните, така на сите институции, за да можеме да достигнеме до квалитетно образование, но и образование со физичко присуство во време на пандемија, кое што е во највисок интерес на децата, не потврдено само од нашата држава, туку потврдено од меѓународни организации кои што се грижат за квалитет во образование на земји во развој, како што е нашата. Ви благодарам многу за учеството во дебатата. Мислам дека беше интересно за публиката и двете конструктивно дебатиравте. Ви благодарам многу. Ви благодарам. Одиме на уште една пауза, па саботажа. Успехот да се стане градска фаца од секогаш се компензирал со озборување на оние кои го оневозможеле обезбедувањето на тој статус. Тоа особено важи за политичките метеори, кои се сметаат себе си за звезди, поумислени во собствениот сјај, брзо прегоруваат и прават кратер во кој јасно се гледа раскошен провинцијализам. Сепак, не беше припадник на она, ние што го велиме погардно селско крило на СДС. Затоа што Венко Филипче е таму каде што го сместуваат, сепак треба да му благодари на своето најблиско обкружување, но и на напорот на сите влијателни кадри од внатрешноста, кои дури и според врвните експоненти на опозицијата и проценките на нивниот патриотски институт му ја обезбедиле таа положба. Во македонската опозиција постои Димче Апасиев, кој што као тртка, као диво месо се наоѓа во опозицијата. Глуме, тој е човекот кој што се направи за овој заев, ваков каков што е да го донесе на власт, сега као глуми опозиционер. Постојаното барање виновници за собствените пехови е дел од политичкиот фолклор, исто како и претерувањето со проценките за вредноста на пазарот. Традиционално, постои завера, особено кон партиите, кои имаат најдобра програма и континуиран раст на популарноста. Имате уште 40.000 на последните избори неважешки лившиња. Тоа укажува дека некој при броењето таа комисија замижува во одредени избирачки места и вели место интегра оди ка интеграција, пример. Затоа има многу низ Македонија во македонски средини гласови. Се разбира, одговорноста никој не ја бара кај себе, па затоа најцелисходно е штом ништо од фактите не е доследно. Секој да се вади на тоа дека не е разбран. И тоа не само од целната публика, туку и од пошироката јавност. Јас, пример, не сум политичар кој што сакам со лигавиње да ја барам довербата од народот. Значи, јас сум да ја зборувам вистината и се сложувам со тебе. Значи, нашиот народ не беше на ниво на задачата со реакцијата во овие 2 години што се случи во Македонија. Некои сваќаат колку е саатот, ама егото не им дозволува да се предадат на реалноста, иако се донекаде свесни дека се е илузија. Одбиваат да се соочат самите со себе и со рацете кренати над глава, продолжуваат да се бодрат дека може.
Ако сум се определил да се занимавам со политика, има да издржам и мајка Јана да е. Не разбирате, тоа сум се определил. Тоа исто како доктор да речи, не можам веќе да издржам со овие операции, кревам раце. Нема кревање раце. Додека си во Сава ќе оперираш. Не разбирате? Така и јас. Нема кревање раце. Само да сумирам, не учествувате на избори, така? Да. И на крајот, за оние за кои се знае се, ама сметаат дека со покаяние ќе им бидат простени гревовите. За изјавата што дадов на последните локални избори јас ковид кандидат. И ги повикувам моите гласачи што гласаја за мене и сите други да гласат за ВМРО ДПМН и за Владен Миталевски и на крајот еднаш битола веќе крајно време е да тргне напред. Џабе ќе се правдам, нема оправдување, грешка беше. Али јас верувам во втора шанса и знам дека сите луѓе во светот веруваат во втора шанса и грешката не е грешка ако не се повтори, нема шанси да давам било си каква изјава. Никој не е безгрешен и има право на шанса. Ама ако игра кошарка, оти само таму, казна да следи дури по петата лична грешка. Пријатно до понеделник во 22.